Али Ахмети нема смартфон, не користи апликации, ниту Сигнал, ниту WhatsApp, ниту Viber, ниту Telegram, SMS не пишува никогаш во животот. Значи никогаш, ниту еднаш, да не се лутат луѓето кои што му пишуваат порака, он никогаш во животот не пишува SMS порака, користи Nokia 3310, стар модел, како телефон. Па и ако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега. Како и до сега. Ите мало сутра. Ите мало сутра. Ите мало сутра. Јас сега на ова гледам како ако добиеме шанса за поправен испит. Ако добиеме шанса за поправен испит. Поправен испит. Поправен испит. Ако добиеме шанса за поправен испит. Ите мало сутра. Ите мало сутра. Ите мало сутра. Еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Одам се бајле кај матичната и реков да ми пише на рецепт чешле за отстранување, чешле за пицајзли. И викам, имате на рецепт? Да, вика, има, вика, ќе ги чешлате пицајзлите? Викам, не, планирам да ги отчешлам. Ми вика, ваши ли се пицајзлите? Викам, наши се, домашни се. Зашто, вика, не употребите, вика, нешто друго, некоја пудра против пицајзли, нешто ово, некој, не знам, намаз. Викам, мислам, чешле, викам, доволно е, викам, едно така убаво. Добро, вика, ќе пишеме чешле за пицајзли едно. Вика, едно само, викам, сега за сега едно, викам, ќе видиме понатака, до 8 мај може ќе има потреба, викам, за поголем контингент чешлиња за пицајзли. И умеѓу време гледам типчиња што се сликаат со Пендаровски, ми пишуваат на мои објави нервозни, ме нарекуваат вагина смрдлива. Мислам, добре, се ова морам латински да го употребам, затоа што знаете, јас колку се гадам од вулгарни изрази. Но сите сваќате како точно ми се обратил тој тип, нели, кој што се слика со председателот. Се пишал тамо дека е Тони. И па, Тони, сакаш ли да те запознам со еден во панталони? Мислам, носи панталони. Носи панталони и е во панталони. Да. Колку имате вакви, бе, председателе? Зашо не им кажете да не се рчкаат со врвни интелектуалци, рецимо ко мене, од типот на Чомски, на Александар Дугин, башка агент на Путин, значи си играте со огин, председателе, со вакви суштества кои што ги држите до себе, ги гушкате. Ај што сум интелектуалец, еден академик, кој што многу внимава што ќе каже, кој што бира зборови. Например, од мене никогаш нема да чуете таков израз, председателе, например, да кажам вагин, пичка смрдлива, еве како што тој ми кажам, се гадам од самото тоа што го изговори. Или уста те гадјам, фафај го јако, земи го нежно, значи, такви изрази од мене не можете да чуете. Како што овие вашиве со кои што се гушкате употребуваат кога сакаат да ме дифамираат, да ме извалкаат како еден лик, како едно постоење, како една вредност во ова високо образовано, цивилизирано општество. Зошто не им кажете да не се рчкаат со агент на
на Путин, бе. Сите чуле во светов за Куров. Зошто, бе, председателе, не им кажете на таквите суштества да не го рчкаат Куров? Да не се фаќаат за Куров? Значи, дозволете да имам свое мислење, како што имав свое мислење и кога Груевски беше на власт, но тогаш ви одговараше, нели? Ви одговараше тогаш кога ги критикуев Груевски и нивната владеачка гарнитура. А сега не ви одговарам. Но тоа е тоа. Да се докажувам нема со вас. Полека одиме кон една разрешница. Ве советувам сите, знаете и сами, се надевам дека ме почитувате како инфлуенсер голем. Ја нема да и ви инфлуенсирам, да ве терам да купуете тавчиња, козметики, не знам, вештачки ногти. Значи не е тоа мој фах. Јас само барам од вас, како умни луѓе кои што знаат, што сакаат, знаат да си ја сакаат татковината, да си го сакаат својот народ. Ја нема да ви препорачувам тавчиња и такви работи. Ви препорачувам да поидете кај вашите матични лекари, да си нарачате на рецепт чешлиња за пицајзли. Поделете ги по роднини, пријатели, блиски. И на 8 мај сите со чешлињата излезени на улици. И чешлајте тоа пицајзли. Мислам, отчешлајте ги пицајзли. Немојте да ги чешлате пицајзли. Отчешлајте ги пицајзлите. Да се ослободиме еднаш од нив. Ти пицајзла е мака голема. Паразит. Цицате, пиете, нервирате, чеша, бе. Значи, против пицајзлите со чешлињата напред на 8 мај. Адио.